У името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Почитувани, овој пат ќе зборуваме за разрушувањето на Ерусалимскиот храм, за свршетокот на светот, за второто Христово доаѓање и за вечниот живот. Како во минатото, така и денес, често се поставува прашањето што е човекот, како постанал и каде оди. Со мали исклучоци кај мнозинството луѓе преовладува уверување дека овој свет не е се што постои. Многу неправилности и криминали и злодела се случувале, но и денес се случуваат. Така што и голем број од истите остануваат неразјаснети и неказнети. Злосторства има над поединци, но и над цели народи. Сведоци сме на актуелните војни, но и многу други во минатото. Која е причината за сето тоа? Одговорот е следното. Единствената причина е човекот. Така додека едни предизвикуваат страдања, други трпат страдања. И покрај технологијата со која располагаат денес државните системи, многу од злоделата останале неразјаснети. Затоа се прашуваме, дали злосторниците некојаш ќе одговараат и пред кого? Познатиот германски филозоф од 18 век Емануел Кант, инаку поддржувач на материјалистичкиот поглед на светот, во една прилика рекол: може да се надеваме дека нашите души се бесмртни и дека навистина постои Бог кој го дизајнирал светот во согласност со принципите на правдата. Правдата сигурно ќе биде задоволена, ако не сега, тогаш во идниот свет. Кој тој другиот свет? Тоа е оној свет, духовниот, задгробниот, за кој не учи црквата преку Светото писмо, Библијата. Тоа е животот после телесната смрт. Најпрво Бог ќе се јави како судија, а потоа ќе настапи вечниот живот. Кога ќе се спомне животот после смртта, што неминовно ќе дојде, мнозина пројавуваат посебен интерес. Некои прашуваат од загриженост, некои од љубопитност, но има и такви кои априори отфрлаат секаква дискусија на таа тема. Таквите велат: нема друг свет и нема друг живот освен овој на земјата. Сите религии не се исти. Тие се разликуваат по нивното учење. Но колку и да се различити, сепак сите се согласни во тоа дека животот на човекот не завршува со телесната смрт, туку човекот вечно живее во друг живот. Секоја религија има свој поглед и учење за задгробниот живот, но и покрај разликите согласни се дека пред да настапи вечниот живот ќе се случи свршетокот на светот, односно дека овој свет, што ние го знаеме како убав и привлечен, ќе биде уништен и ќе настапи ново време, нов живот. Како ќе се случи тоа и кога? Никој од луѓето тоа нити го знае, па ниту може да претпостави. Но причината за свршетокот на светот пак е човекот. Зошто? Поради слабата вера и распространетоста на гревот. Целото учење околу последните настани и животот после смртта, православната црква го црпи од Светото писмо, особено светите Евангелија. Така во Евангелијето според Матеј, глава 24 и 25, Господ Христос јасно говори за неговиот крај и за завршетокот на светот. На оваа тема зборуваат и евангелистите Марко во 13 глава и Лука во 21 глава. Но освен Евангелијето, верувањето во свршетокот на светот го исповедуваме и во символот на верата, каде читаме: кој пак ќе дојде да им суди на живите и мртвите и неговото царство не ќе има крај. Потоа го чекам воскресението на мртвите и животот во идниот век. Амин. Исто така во молитвата Отче наш читаме: да дојде царството Твое,
Претходниве стихови зборуваат за вечниот живот кој што ќе настапи после Христовото доаѓање. Всушност, во символот на верата, најкратко е изложено целото учење на црквата, а молитвата Отче наш е најдобар молитвен образец. Доколку некој не верува во постоењето на задгробниот живот, тогаш безвредно е читањето на символот на верата, како и читањето на молитвата Отче наш. Светиот апостол Павле во првото послание до Солуњаните вели: Оти, ако веруваме дека Исус умре и воскресна, тоа и упокоените во Исуса Бог ќе ги приведе со Него. Ова пак ви го велиме преку Словото Господово, дека ние живите, што ќе останеме до доаѓањето на Господа, нема да ги испревариме умрените, бидејќи сам Господ со заповед, при глас на архангел и при труба Божја ќе слезе од небото и најнапред ќе воскреснат мртвите, а потоа ние што сме останале живи, заедно со нив ќе бидеме грабнати на облаците, за да се сретнеме со Господа во воздухот, и така секогаш ќе бидеме со Господа. Разрушувањето на Ерусалимскиот храм. Евангелистот Матеј во 24 глава најпрво зборува за разрушувањето на Ерусалимскиот храм. Треба да се знае, Ерусалимскиот храм представувал чудо на Вселената. Планот и димензиите биле определени од Бога. Бил збогатен со многу благородни метали, злато, сребро и други уметнички вредности. Бил поставен во центарот на Ерусалим и зафаќал голем простор. Бил гордост на еврејскиот народ. Тие често знаеле да кажат: оној кој не го видел храмот, не знае што е убавина. Храмот со својата раскошност представувал архитектонско чудо. Христос често доаѓал во храмот. Непосредно пред страдањето он бил во храмот. Откако излегол, заедно со учениците се упатил на спротивната страна од градот кон Елеонската гора. И денес, ако отидете во Ерусалим и упатите поглед кон Елеонската гора кон градот, ќе се воодушевите од прекрасната гледка. Од таму, од Маслиновата гора, е најубавиот поглед кон Ерусалим. Ова гора или градина се уште постои. Таму има едно маслиново дрво, за кое се верува дека од Христовото време. Христос се свртал кон градот и тажен поглед упатил кон храмот. Тоа го забележале апостолите и му рекоа: Учителе, гледај какви камења и какви згради. А Исус им одговори: Го гледате ли сето тоа? Вистина ви велам, нема да остане тука камен на камен, а да не биде урнат. Тука Господ дава конкретно пророштво што ќе се случи со храмот. Ова пророштво се исполнило точно така како што Христос прорече. Храмот бил разрушен во 70-та година за време на римскиот император Тит, а царот Јулијан, отпадник, во 361 година го довршил уривањето. Од тука зборува конкретно за рушење на храмот, но освен тоа понатаму индиректно зборува и за настаните кои што ќе се случат отпосле. Кога седеше во Елеонската гора, дојда при него учениците негови и му рекоа: Кажи ни кога ќе биде тоа и како ќе биде знакот на твоето доаѓање и за свршетокот на светот. Христовите пророштва предизвикале загриженост кај апостолите, па затоа го прашале сакајќи да знаат кога ќе биде разрушувањето на храмот и свршетокот на светот. Зошто го прашале и за свршетокот на светот? Затоа што Христос претходно изборувал за својот крај, крајот на неговиот богочовечки живот на земјата, за неговите страдања, за смртта, за воскресението, за повторното негово доаѓање и почувствувале дека ќе останат сами, затоа посакале тоа негово повторно доаѓање на земјата да биде што поскоро, барем додека се тие живи. Исус им одговори: Вистина ви велам, нема да помине овој народ, дури сето тоа не збидне. Временски гледано, Христос им зборувал околу 33-та година од првиот век, а храмот бил разрушен во 70-та година.
Тоа е време од 40 години, што значи ќе се случи релативно брзо. Па затоа им зборува за сите тешкоти и страдања за време на Римската империја и римската окупација. Но од друга страна, он упатува порака и до сите нас, денес, за страшните времења што ќе се случат пред свршетокот на светот, за сведоштво на сите народи и тогаш ќе дојде крајот. Важноста на Ерусалимскиот храм. Може би некој ќе праша зошто разрушувањето на Ерусалимскиот храм го поврзувам со Христовото страдање и со свршетокот на светот. Гледано во целина, храмот за еврејскиот народ не бил само место на молитва, туку микрокосмос на Вселената. Тука на едно место биле споени нивните религиозни и обштествени активности. Така за евреите храмот бил катедрала, бил парламент, влада, суд, канцеларија за преседателот, но и на верските водачи и слично. Со еден збор, за нив храмот бил се. Тие повеќе го почитували и повеќе се грижале за храмот, отколку за своите домови. Храмот бил изграден така што го символизирал целиот создаден свет. Соломон го градел храмот на ист начин како што Бог го создал светот. Ако за нас денес храмот е микропример на Вселената, за евреите Вселената била макропример во храмот. Односно, тие целата Вселена ја гледале во храмот. Ете од колку голема важност им бил храмот. Храмот имал 3 дела. Првиот надворешниот дел, вториот внатрешен, каде што влегувал народот, и третиот светињата на светињите, каде што никој не влегувал, освен првосвещеникот, и тоа еднаш годишно. Најсветиот дел од храмот бил одвоен од наосот, од народот, со убаво украсена завеса на која биле изобразени звездички кои на храмот му давале вселенска димензија и значење. Во наосот, таму каде што стои народот, бил поставен свечник со 7 краци. На нив постојано гореле свеќи што подсетувале на Божјото присуство во храмот. Можеме да кажеме дека светлината на кандилата во нашите храмови денес ја имаат истата символика. Символиката била земена од светот. Светот се состои од небо, земја и вода, па затоа и на храмот му дале вселенско значење. Кога евреите влегувале во храмот, имале чувство дека влегуваат во светот, во Вселената. Затоа војниците на императорот Тит, сакајќи да го понижат еврејскиот народ, удриле по храмот. Губејќи го храмот, евреите имале чувство како да им се срушил целиот свет. И навистина, сорушењето на храмот за евреите завршил еден свет, еден начин на живење и започнува друг живот. Ова пророштво сликовито е изразено и при распнувањето на Христа на Голгота. И веднаш се расцепи црковната завеса на 2 дела, од горниот крај до долниот. Таа била завесата што го раздвојува најсветиот дел од храмот со местото каде што луѓето стоеле на молитва. Пошироко гледано овде, поимот храм треба да се разбере во тројна смисла. Прво, храмот како објект, како зграда, потоа како тело Христово и трето, храмот што го представува светот. Ако храмот во Ерусалим беше срушен, Христос беше распнат, тоа значи и рушењето и уништувањето на целиот свет ќе се случи. Овие 3 настани имаат вселенско значење и на символичен начин поврзани се едни со други. Затоа Христос, зборувајќи за разрушувањето на Ерусалимскиот храм, истовремено зборува за крајот на неговиот земен живот, потоа за воскресението негово и за свршетокот на светот што ќе се случи пред неговото второ доаѓање. Можам да гурнам Божјиот храм и за 3 дни да го подигнам. Тука он зборува за себе, беше распнат, погребан и во третиот ден воскресна. Ако погледнеме и денес, храмовите се градени на ист начин. Имаме надворешен дел или притвор, па наос или брод,
каде што престојуваат верниците на молитва и најсветиот дел, светиот олтар. За вистинскиот верник и денес храмот има вселенско или спасоносно значење, тоест нов свет, нов живот, духовен. Храмот е врската помеѓу луѓето и Бога, помеѓу земјата и небото. Храмот е местото каде се сретнуваме со Бога, затоа и нашата почит кон храмот треба да има духовно и вселенско значење, а тоа не одврзува да имаме почит и респект како свето место. Божјиот дом, the house of God, оти почитувајќи го храмот, ние изразуваме почит кон Бога. Свршетокот на светот. Во разговорот со апостолите Господ Христос укажува на знаците што ќе се случат пред да се случи свршетокот на светот. Треба да се знае дека зборовите што ги упатува Христос кон апостолите се однесуваат и кон сите нас и кон сите луѓе што ќе живеат до последниот ден и час. Оти неговите зборови имаат вечна вредност, а Исус му одговори и рече: пазете се да не ве излаже некој, зашто мнозина ќе дојдат во моje име говорејќи јас сум Христос и ќе прелажат мнозина. Христос дава до знање дека еден од знаците ќе биде појавата на лажни Христоси. За еден таков лажливец зборува и евангелист Лука, каде некој се појавил и сакал за пари да ја откупи благодата што имале Христовите ученици, со желба и тој да стане чудотворец или спасител, а со цел за лично богатење. Но не само тогаш, лажни Христоси се јавуваат и денес. Многу верски заедници прокламираат разни Христоси со намера да придобијат што е можно повеќе луѓе. Често ќе слушнеме кога велат: Христос е кај нив и вистинското спасение е кај нив. Такви лажни Христоси ќе има се додека постои светот. Тоа е еден од знаците со кој се најавува Христовото доаѓање. Појавата на лажните Христоси е плод на слабењето на верата кај луѓето, особено кај христијаните. Доколку верата ни е цврста, никакви Христоси, лажни проповедници, бајачи или гатачи не можат да не поколебаат. Колку е верата послаба, толку повеќе им се отстапува поголем простор на надворешните влијанија, тоест лажните Христоси. Понатаму Христос кажува и за други знаци што ќе се случат пред неговото второ доаѓање. Ќе слушате боеви и гласови за војни. Гледайте да не се уплашите, оти сето тоа треба да биде, ама тоа уште не е крајот. Ќе се дигне народ против народ и царство против царство. И на места ќе има глад, помор и потреси. А сето тоа е почеток на болките. Војни и големи недоразбирање имало и пред разрушувањето на Ерусалим, но војни со силни размери се случувале и потоа и се до денес. Причини за сите недоразбирања и војни сме ние луѓето поради нашите гревови. Со други зборови, Христос сака да ни каже дека гревот колку ќе се расшири меѓу луѓето. Кога гревот се шири, верата опоѓа и милоста Божја исчезнува. Секоја војна носи страдање, носи глад и масовно умирање. Цели градови и населени места исчезнуваат како последица на војните. Тоа го гледаме и денес, но се уште не е крајот. Но доколку луѓето разумно размислуваат, сигурно дека сите конфликти однапред би се разрешиле. Но, за жал, тоа не се случува. Оние кои се силно обвземени со гревот немаат сили разумно да размислуваат. Друг вид на страдање биле големите земјотреси што се случувале, а и денес се случуваат. Но тоа не е се што треба претходно да се случи. Тоа ќе се предадат на маки и ќе ве убијат и ќе бидете мразени од сите народи поради моето име. Христос, иако овие зборови ги упатува директно на апостолите, тие се однесуваат на сите христијани до предсвршетокот на светот. Божјото царство ќе има многу противници и единствената причина за тоа ќе биде желбата на богоборците и христоборците и сатанистите,
за уништување на Христовото име. Токму поради тоа денес православието е под силен напад не само од надворешни, туку и од внатрешни фактори. Христовото второ доаѓање. Христос кажува што ќе се случи пред неговото повторно доаѓање и кои уште знаци ќе се случуваат претходно, а кои треба ние да ги распознаеме. Така Христос вели, тогаш мнозина ќе се соблазнат и еден со друг ќе се предаваат, и еден со друг ќе се мразат. Кои се тие што ќе се соблазнат? Оние со слаба и колеблива вера. Мнозина ќе се разочараат во Христа и наместо негови следбеници ќе станат Христови противници. Желбата за поголемо богатство и власт ќе преовладува кај нив и нема да имаат милост кон никого, па ниту кон своите блиски. Злото ќе се проширува со предавства и клевети едни со други и љубовта ќе исчезне. Со прекинувањето на љубовта ќе прекине и врската со Бога, оти Бог е љубов. Тоа ќе се всели и ќе управува сатаната и се што е негово демонско и ѓаволско. Многу лажни пророци ќе се појават и ќе прелажат мнозина, и бидејќи беззаконијата ќе се умножат, кај мнозина љубовта ќе се олади. А кој претрпи до крај ќе биде спасен. Тогаш оние што ќе се наоѓале во Јудеја ќе бегаат по планините, кој е на покрив, нека не слегува да земе нешто од куќата своја, но тешко на бремените и сите што дојдат и во тие дни. Оти тогаш ќе биде мака каква што не била од почетокот на светот, па досега, а и нема да биде. Тогаш ако ви каже некој, еве овде е Христос, или таму е, не верувајте. Оти ќе се појават лажни Христоси и лажни пророци и ќе покажат големи знаци и чудеса, за да ги прелажат и ако е можно избраните христијаните. Ете однапред ви кажав, и така ако ви речам, ете во пустината е он, не излегувајте, ете во таа соба е, не влегувајте. Каде да го бараме и како да го најдеме Христа? Да се одвратиме од повиците на лажните Христоси кои денес се појавуваат во разни форми, како разни секти или бајачи и гатачи. Христос не е на посебно одредено место, туку он е секаде присутен. Да не го бараме во царски палати, во разни други институции, туку да продреме внатре во нас, во самите себе. Оти Христос е во нашите срца, а тоа значи да го признаеме и да го прифатиме како наш Спасител. Доколку го прифатиме и живееме согласно Божиот закон, тогаш и Христос ќе живее во нас. Христос постојано чука на вратата од срцата наши и ние треба само да му отвориме и он да влезе во нас. Тогаш, како светиот апостол Павле, и ние ќе кажеме, не живеам јас, туку Христос живее во мене. Христовото второ доаѓање нема да биде како првото. Првиот пат Христос, за да се доближи до луѓето и да биде како еден од нас, дојде како Спасител, скромно, смирен и понизен. Беше роден во пештера, каде што овчарите ја чуваа стоката. Беше тепан и понижуван. Го судија и му ставаа трнов венец. Го завршиш земниот живот распнат на крст. За разлика од првиот пат, вториот пат ќе дојде во целата своја слава како Бог и судија, како оној кој ќе бара да положиме сметка за она што сме направиле во животот. Ќе им суди на луѓето за сите нивни греоби. Оние кои се покајале, ќе ги исповедале своите греови, ќе бидат наградени со вечен блажен живот, додека пак грешниците ќе бидат вечно казнети. Спореди со разбойниците на крстот, едниот се покаја и се спаси, отиде во рајот, а другиот не се покаја и беше осуден на вечна мака, отиде во пекло. Тогаш неговото доаѓање ќе биде јавно и на очиглед на сите луѓе од целиот свет. Како ќе биде тоа? Едноставно ќе се појави неговата секаде присутност, но сепак ќе има еден централен знак на небото и целото небо ќе го објавува Христа. Тој знак ќе биде честниот крст. Оние кои што го препознаат, ќе го препознаат, ќе се радуваат.
зашто како молњата што излегува од исток и се гледа дури до запад, така ќе биде и доаѓањето на Синот човечки. Христовото второ доаѓање ќе биде ненадејно и брзо како молњата која го осветлува целиот свод небески, особено пак ако е во ноќно време. Тоа ќе биде видливо за сите луѓе. Тоа ќе биде славно со објава на ангелски труби. Сеопштиот суд Божји. Оти каде што е трупот, таму ќе се соберат и орлите. Веднаш помаките на тие дни ќе потемни сонцето, месечината нема да ја дава својата светлина и звездите ќе попаѓаат од небото и силите небески ќе се расклатат. Тоа ќе се јави на небото закон на Синот човечки и ќе се расплачат сите земни племиња и ќе го видат Синот човечки како иде на небесните облаци со голема слава и сила и ќе ги испрати своите ангели со силен трубен глас и ќе ги соберат неговите избраници од 4 ветра, од 4 страни, од едниот до другиот крај на небесата. Овде е прикажана мрачната сила што ќе се случи во моментот на Христовото доаѓање. Како што е опишано претходно, ќе се измени целата природа. Знакот на честниот крст ќе ги израдува праведниците и оние кои што ќе останат верни до крај. Грешниците и безбожниците ќе се плашат поради нивниот безбожен живот. Тогаш сите ќе бидат уверени дека доаѓа Христос, Синот Божји, како судија. Сите племиња ќе се расплачат, едни со солзи радосници, а други со солзи очајнички од страв од всеправедниот судија и предвечната казна. Тогаш ќе го видат Синот човечки како иде на небесните облаци со голема слава и сила. Славата ќе биде прикажана во ангелската песна на божествената светлина, силата во воскресението на мртвите и преобразба на живите. Ангелите ќе ги разбудат умрените луѓе со силен трубен звук и сите ќе воскреснат, од Адама до последниот умрен човек. Потоа сите ќе се соберат пред Господа на суд и давање отчет за делата направени за време на земниот живот. Кога ќе биде тоа? За да ни го доближи сето ова, Христос ни советува да направиме споредба со смоквата, но и со сите дрвја и растенија. Смоквите како дрвја ги има многу во тие предели на Палестина, Јудеја и целиот тој регион, па затоа Христос го зема како пример тоа дрво. Со смоквата направена споредба, штом се подмладат незините гранки и пуштат лисја, знаеме дека е близу летото. Така и вие кога ќе го видите сето тоа, знаете дека Христос е близу пред вратата. Вистина ви велам, нема да премине овој род, луѓето дури сето ова не се исполни. Небото и земјата ќе преминат, но зборовите мои нема да преминат. Затоа кога ќе ги видиме знаците предходно дадени, треба да знаеме дека се наближува времето на Христовото второ повторно доаѓање. А кога ќе дојде Синот човечки со својата слава и сите свети ангели со него, тоа ќе седне од престолот на славата своја и ќе се соберат пред него сите народи, ќе ги оддели едни од други, како што овчарот ги одделува овците од козите, и ќе ги постави овците од својата десна страна, а козите од левата. Овде евангелистот Матеј ни дава јасна слика како ќе биде Христовото второ доаѓање и која ќе биде целта негова. Првиот пат Христос дојде тајно, скришом и понизно. Второто негово доаѓање ќе биде силно, обзнането со силни звуци на неговите ангели. Кога ќе го слушнат силниот звук, умрените од земјата ќе воскреснат, а живите кои што ќе затекнат, ќе се преобразат. Тогаш ќе се соберат сите народи пред Христа. Он ќе седне на престолот негов како судија и ќе ги оддели праведниците од грешниците, давајќи им споредба како што овчарот ги одделува овците од козови. Праведните овците ќе ги постави од неговата десна страна, а грешните козите од левата страна. Тоа е единствената поделба на луѓето што се спомнува во Евангелието, за која учи црквата.
Сите други поделби што ги правиме ние овде на земјата, на богати и сиромаси, или поделба по боја и национална припадност, пред Бога нема да имаат никаква важност. Пред Бога сите сме исти. И македонци, и срби, и евреи, и кинези, и капиталисти, и социјалисти, и учени, и неучени. Тогаш Господ ќе суди секому спред делата. Христос првиот пат дојде за да сее, а вториот пат ќе дојде да жнее. Тогаш секому ќе му биде определено местото каде што припаѓа без никакви привилегии. Зошто како поим за едните се земени овците, а за другите козите? Со зборот овци се представуваат праведниците, бидејќи овцата е символ на кротост, на добрина, на дарежливост. Поимот кози се означува грешниците, бидејќи козата, за разлика од овците, е подиво животно. Поставувањето од десната страна означува чест, достоинство, радост, а левата страна означува отфрлање, прогонување и проклетство. Тогаш царот ќе им каже на оние што му се од десната страна: елате благословени од мојот Отец, наследете го царството приготвено за вас од почетокот на светот. Од десната страна на Христа ќе бидат праведниците, односно сите кои не го прекршиле и живееле согласно законот Божи, кои земниот живот го користеле за искачување кон небесата. За нив Христос кажува каква награда ќе добијат. Нив праведниот судија ги наградува, благословени од Отецот, а со тоа ги става во неговото сродство. Тие постануваат Христови браќа. Он им вели: наследете го царството, тоа вам ви следува. Тоа е ваша собственост. Ние од нашите родители наследуваме и стануваме собственици на наследеното богатство, било материјално, било духовно. Праведниците од Бога ќе наследат небесно царство или вечен блажен живот. Тоа ќе им каже на оние што се од левата страна: одете од мене проклети во вечен оган, приготвен за ѓаволот и неговите ангели. Христос од левата страна ќе ги постави грешниците, односно сите оние кои го прекршиле и не го исполнувале Божиот закон. За нив Христос кажува и каква мака ќе трпат и како ќе бидат казнети. Тие ќе одат во вечен оган, тоест во вечна мака. Ќе бидат фрлени во крајна темнина, таму ќе биде плач и чкртање со заби. Овој суд се нарекува сеопшт, затоа што ќе се суди на душата, но и на телото. На душата ќе се суди за сите наши лоши помисли, за лошите зборови, за гневот, за омразата и за камгите со луѓето, за непризнавање на Божјото постоење, за посетување на бајачи и гатачи, за суеверие, за богохулство, за неверување или за сомневање во Божјото постоење, за нередовен црковен живот, за отсутноста на молитвата, за нередовното причестување, за неприсуствување на богослужбата, за отпадништво од верата или припаѓање на разни религиозни групи кои отстапуваат од учењето на православната вера, создавање раскол, подценување на светите предмети, светиот крст, светите икони, за обожување на луѓе наместо Бога, за обожување на предмети како потковица, слон и слично. А на телото ќе се суди за сите гревови како кражба, тепање, убиство, блуд, земање дроги, пушење, за опивање, за материјализам, за придавање поголема важност на телесното отколку на духовното и слично. Потоа ќе настапи идниот вечен живот кој нема да има крај, вечно ќе постои. Затоа и ние да бидеме уверени дека сето ова што Господ Христос го говори навистина ќе се случи. Да не велим дека тоа се измислени приказни на свештениците да го заплашуваат народот. Многу познати научници, Достоевски, Михајло Пупин, Моцарт и други, верувале дека сето ова што е запишано во Библијата ќе се исполни. Нам ни останува да веруваме во Христовите зборови, да веруваме во црквата која е единствен и вистински чувар на Евангелието. Амин.